туку таа постои поради системски проблеми и системски ризици. Особено кои што се условени од долги листи на чекање за преглед и медицинска интервенција, недостиг на здравствен кадар, особено високо специјализиран здравствен кадар, недостиг на специјализирана опрема, ограничени и недостапни термини за прегледи, операции и други медицински интервенции и недоверба во институциите, општо и во здравствениот систем. Се станува збор за коруптивни практики кои што се однесуваат на услуги кои што законски се треба да бидат достапни, бесплатни или само со плаќање на мала партиципација за пациентите. Коруптивните практики се највисоки по однос на избор на гинеколог или акушер за породување, по однос на царски рез без медицинска индикација и за прегледи за време на бременост, жените се под посебен притисок да ја добијат услугата на време. Потребен е потранспарентен здравствен систем во однос на спроведувањето на здравствените услуги, заштита на укажувачи, односно пријавувачи на корупција, доследни санкции. Видови на профили на здравствени работници и соработници се инволвирани. И дека не само односно надредените или пак претпоставените, да речеме, односно оние лица кои што раководат со овие институции, не се единствените иницијатори на коруптивни практики. Кориснички на здравствени услуги се поизложени на коруптивните практики. Зошто? Затоа што доаѓаат од средини или пак имаат одредени карактеристики, односно социјални карактеристики, да речеме, општествени прилики во кои што живеат и на кои што припаѓаат, а кои што ги прават поподложни на корупција. Како едно од најизложените, односно групи на кои што се најрандливи на можни коруптивни практики при обезбедување на здравствена заштита се жените од рурални средини со ниски и со средни приходи. А во однос на гинеколошките услуги, тоа се жените под 18 години, кои што се во репродуктивен период и понатаму доаѓаат жените без здравствено осигурување, исто така како посебна ранлива група. Заслужува посебно внимание и присуството на една посебна вид на корупција кога зборуваме за жени, а тоа е сексторцијата или пак барање на интимна или сексуална услуга за возград на обезбедување на здравствена услуга и заштита.